Сметаме за потребно дека треба преку вас да се обратиме и да појасниме некои состојби во рударството, инаку на сите ви е познато дека последната година, година и пол има интензивни движења, да не кажам хајка, против рударскиот сектор од страна на невладини организации, од страна на поддржувачи на подобра животна средина и слично. Посебен повод е пак предлогот на дополнување и изменување на Законот за минерални сировини, поднесен од група пратеници, по кој повод ние имавме еден состанок во почетокот на ова година во Собранието на Република Македонија, каде се состанаме со Комисијата за економски прашања и ни беше дадена шанса да се изјасниме што мислиме во врска со измените и дополните на овој закон за минерални сировини. Нажалост, добивме информација дека овој закон во нешто изменета, овој предлог закон во нешто изменета форма поминал и низ законодавната комисија и сега се чека одлучување во Собранието на Република Македонија овој закон да се донесе по скратена постапка. Прво, многу е нејасно зошто по скратена постапка. Јас побарав мислење и во Министерството за економија, они практично не знаат за ова најнов предлог да се помине овој закон по скратена постапка, и јас би укажал само на неколку прашања зошто овој закон е лош, зошто овој закон е неприменлив или тешко применлив во праксата. Тој на извесен начин е селективен, ограничен и усмерен само против дел на рударскиот сектор. Значи, во членот 1 кој го предлага групата на пратеници, точка 5 пишува: концесија за експлоатација на минерални сировини не може да се додели за постапки со лужење или флотација на металични минерални сировини со цијаниди или со сулфурна киселина во рудници со отворен коп. Исклучок се концесиите за експлоатација на минерални сировини на веќе постојните рудници. Значи, ова точка е толку конфузна. Прво, како предлагачите успеа да ја разликуваат рудата која доаѓа од површинска експлоатација и рудата која доаѓа од подземни копови. Руда е руда и она која ќе излезе на површината не се разликува од каде е дојдена, значи селективен е апсолутно пристапот, нестручен е пристапот, затоа што треба доволно да се и добро да се објасни што практично ние сакаме да постигнеме, каква заштита на животната средина сакаме да постигнеме. Законот за минерални сировини, јас повеќе пати сум рекол, е еден од законите кој е најчесто менуван во Република Македонија. Причини веројатно има за тоа, но ако треба да се менува овој закон за минерални сировини, треба многу покомплексно да се разгледа и не знам зошто луѓето се плашат да оди ова на јавна расправа, да за овие измени не стои и Министерството за економија како надлежно министерство, практично како да сака да се добијат само некакви поени, дека некој предлагач сака да го помине законот за минерални сировини и тоа по скратена постапка. Јас и денеска сакам да нагласам дека рудниците се само едни од загадувачите на животната средина. Предлагачите би требало покомплексно да помислат и не само законот за минерални сировини. Ние, ако сакаме, а сметам дека сме на праг за влез во Европската Унија и во НАТО, мораме да обратиме внимание не само на рударскиот сектор, туку на се она што не обкружува, а ја загрозува животната средина. Значи, има многу поважни точки кои можеби по итна постапка треба да се донесат. Вие сите се сведоци, ако тргнеме од Скопје за Тетово или од Скопје за Велес, ќе видиме дека патиштата од сите, од двете страни ни се затрпани со ѓубришта и на тоа ние не обраќаме внимание, туку сме се сконцентрирале на еден сектор и од таа причина сметам дека е
тенденциозен. А ние овде во собранието, во Стопанската комора на Република Македонија имавме едни квалитетни состаноци. Еден состанок беше со како се вика, представници од канадската амбасада, амбасадорката од Белград со своји пратеници, одржавме еден состанок. Они сите слушаат за тоа дека има хајка против рударството во Македонија и беше темата како да се направи одредени работи да бидат и. Ние научивме или рударство, или земјоделие, или. Значи, луѓето во развиените земји размислуваат како да се направи да биде и. Да има и рударство со одржлив економски и еколошки развој и да има земјоделие кое, да кажеме, е паралелна некоја насока. Ние за тоа дискутиравме, но не успеавме да направиме понатамошни заклучоци и тие заклучоци не дојдоа до предлагачите на овој закон за измени и дополнување на законот за минерални сировини. Следно прашање да нагласам. Во Македонија, во Скопје, се одржа Минекс конференција за рударство. На таа Минекс конференција беа присутни околу 200 луѓе од целиот свет. Една група од 30 луѓе го посетија Бучим. Морам да ви кажам дека луѓето сите што дојдоа во Бучим, што го видоа Бучим, беа воодушевени од тоа како е организирано рударството и животна средина во Бучим. Нашите критизери, па и дури и пратеници, иако официјално ги каневме, не сакат да дојдат. Еве, јас бидејќи доаѓам од рудникот Бучим и сега пак упатувам покана да дојдат сите заинтересирани, вклучувајќи ги и медиумите, да видиме дали рудниците навистина представуваат таква сериозна опасност за животната средина. Се нагласува на многу места, невладините организации кажуваат и тоа се пренесува преку медиумите, тамо нема ни со 1000 години да прелета птица и така натаму. Јас да ви кажам и пак официјално ве поканувам, ние имаме единствено, само ние имаме погон за лужење кој овде се ограничува или се забранува во понатамошниот развој. Ние во нашиот погон за лужење не можеме да се ослободиме од птички ластовички. Значи, воопшто не е вистина тоа што се пренесува во јавноста. Сметам, медиумите, вие можете многу да допринесете, да помогнете, сакаме само да дојдеме до правата вистина. Ако е вистината таква, дека рударскиот сектор на вистина ја загрозува Македонија, ние ќе бидеме први што ќе се повлечеме. Но молиме и бараме да дојде луѓето, нашите луѓе во Македонија, жителите во Македонија, да дојдат до правилни информации. Тоа можете само вие и основната цел на денешната прес конференција беше таа да упатиме да нашите забелешки дојдат и до пратениците кои треба да се изјаснат за овој закон, и јас во ова прилика ги повикувам пратениците, не знам дали имам право за тоа, меѓутоа им се обраќам да размислат пред донесувањето на овој закон за минерални сировини, кој е апсолутно штетен, недоречен, недокажан. Овде има една точка напишана, нафрлана, доказ, значи треба инвеститорот идниот да донесе потврда за депонирана финансиска гаранција во случај на штетни ефекти по животната средина. Тоа е сериозна точка. Кога странскиот, па и домашниот инвеститор ќе прочита во законот за минерални сировини, ќе каже овде е многу тешко, се откажувам и така натаму. Ова заслужува да се дорече. На каква штетни влијанија по животната средина треба да се дефинират, кои се штетни влијанија по животната средина. Треба да се дефинира како вид на финансиска гаранција, која обезбедува. Иначе нафрлена реченица само во измените и дополнувањето на законот значи дополнителна збрка на и онака збрканата ситуација во Република Македонија во однос на рударскиот сектор. Јас би бил задоволен ако поставите некои прашања, да се обидеме, да некои работи разјасниме, но, значи, мислам дека еднозначно се работи за сакање, и тоа е
poskratena postupka. Zašto je poskratena postupka? Da se donese jedan ovako važan zakon koji nema da ja reši sostojbata во рударството, туку и понатаму ќе ја збрка. Ова селективност, значи стари и нови рудници, сите ние знаеме, старите рудници секогаш одат на и за да се развиват, да обстојуват, треба да имат проширување. Проширувањето на постоечките рудници значи дека и за нив важи овој закон и треба да застанеме да нема проширување. Многу е конфузен, многу е нејасен и нејасно е зошто се форсира по скратена постапка да се донесе еден ваков лош закон. Сакам, јас сум долго во овој сектор, сакам да кажам дека ова е еден од најнелогичните закони кој сака да се донесе по скратена постапка. Благодарам.